Заменувањето на Арбен Таравари во опозиција нема да влијае на работата на владата, а испораката на проектите ветени пред граѓаните продолжуваат, смета пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Душко Иванов. Во текот на вчерашниот ден, Алијанса за албанците, дел од коалицијата Вреди, кој што се коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ, како предводник на сегашната влада, донесе одлука да излезат од владата. Меѓутоа, јас можам да кажам дека граѓаните може да бидат мирни, затоа што владата и парламентарното мнозинство кое што е предводено од ВМРО-ДПМНЕ е стабилно. Имаме огромно мнозинство во парламентот, како во парламентот, така и функционирањето на владата. Пред се фокусот на оваа влада ќе биде на реформската агенда и испораката на проектите кои што ги ветивме пред граѓаните на парламентарните избори. Така да господинот Таравари, кој што е дел од раководството на Алијансата на албанците, не сум сигурен дека целокупното раководство, меѓутоа дел од раководството се одлучиле дека треба да излезат од владата која што е предводена од ВМРО-ДПМНЕ и за жал можам да констатирам дека ќе се вратат во прегратките на Демократската унија за интеграција. И сепак, да оставиме времето да покаже. Во октомври месец имаме локални избори и самите резултати од локалните избори ќе покажат дали се биле во право или не се биле во право со вчерашната одлука. Иванов не очекува промени во однос на парламентарното мнозинство. Парламентарното мнозинство е стабилно. Знаете дека на почетокот на мандатот на оваа влада се започна со беше дел од реформската агенда, измените и дополнувањата на Законот за организација на органите на државна управа. Тој закон помина со 2/3 во парламентот, така да е стабилна владата, е стабилно парламентарното мнозинство и граѓаните можат да бидат мирни во тој дел. Затоа што, ќе повторам, сме фокусирани на реформската агенда и сме фокусирани на испораката на проектите кои што ќе додадат вредност во Република Македонија и кои што ќе го олеснат функционирањето на сите граѓани во државата и секој ќе доведат до економски раст во Република Македонија. За темата инфраструктура и вложувањата на истата, Иванов вели дека покрај инвестициите во патната и железничката инфраструктура, големи инвестирања ќе има и во здравството. Сите сме сведоци си и граѓаните, дека оваа година за овие 12 месеци, точно така ќе се согласам, машините се вратија на инфраструктурните проекти во Република Македонија. Се градат инфраструктура и патна инфраструктура, меѓутоа во најава е дека ќе имаме и огромни инвестиции во железничката инфраструктура, во постоечката, до која што ќе има паралелна железничка пруга. Тоа го најави министерот за транспорт и врски, господинот Александар Николовски. Ќе имаме две паралелни железнички линии, во кои што едната ќе биде карго линија, другата ќе биде за превоз на патници, современи, согласно потребите на Република Македонија и согласно потребите на државата, согласно бројот на населението. Така да ќе бидат инвестирани многу пари по инфраструктурата, меѓутоа морам да напоменам дека се предвидуваат инвестиции во секторот во здравството. Јас доаѓам како пратеник од Штип и за жал можам да констатирам дека клиничката болница во Штип, која што е започната да се гради во 2016 година, во период на владење на влада која што беше предводена од ВМРО-ДПМНЕ, имаше застој во градбата во овие 7 или 8 години и така да очекувам во текот на овој месец да имаме добри вести за граѓаните од Истокот и конечно да отпочне до изградбата на клиничкиот центар. Всушност поентата ми е дека инвестициите, освен во инфраструктурата, во патната и во железничката, секогаш ќе имаме многу инвестиции и во секторот здравство, кој што е битен сегмент во функционирањето на системот во Република Македонија. Локално пак, во градот на Азо Шопов, од каде доаѓа претеникот, се реализираат голем број капитални проекти, но се работи и на нови инвестирања. Во овие 3,5 години многу се направи во општината Штип. Се работи едноставно, можеби, да нема да звучам многу скромно, меѓутоа ќе укажам дека Штип во овој момент е градилиште.
Штип е административен центар во истокот од Република Македонија. Во моментот во Штип, согласно првиот повик од Министерството, од парите од унгарскиот кредит, повикот кој што беше уплатен до општините, за 2024 година успеа општина Штип со проект да обезбеди 2 милиони евра за еден проект кој што ние го нарекуваме обиколница во општина Штип. Тоа е обиколница од влезот на општина Штип, од главниот град кој се влегува во општина Штип, обиколница која што го заобиколува централното градско подрачје и се излегува на излазот од општина Штип кон градот Радовиш и кон Струмица. Така да тоа е еден капитален проект кој што веќе е трасиран патот, интензивно се работи на самата обиколница и всушност со тој проект ќе успееме да додадеме вредност во општина Штип затоа што ќе се овозможи покрај обиколницата да се инвестира, да има проекти од домување, да има проекти од лесна индустрија кои што ќе овозможат развој на градот во тој дел од општината. Дополнително за 2025 година општината аплицира со 6 нови проекти, некаде вредност од околу 6 милиони евра. Така да слободно можам да кажам дека само за оваа година од парламентарните избори до сега ќе се инвестира во општина Штип во капитални проекти во износ некаде од околу 8 милиони евра. Тоа е инвестиција која што општината не ја памети од плурализмот во Република Македонија. Тука ќе се инвестира во булеварско решение. Булеварско решение од влезот од главниот град од Скопје, тоа е булеварот Гоце Делчев. Има еден дел од булеварското решение кој што не е дозавршен, така да ќе се инвестира во тоа. Дополнително ќе се инвестира во еден голем кружен тек на булеварот Партизанска, кој што патем морам да напоменам дека самиот булевар се доизгради за овие 3,5 години. Дополнително ќе се инвестира во скада систем, во јавното претпријатие за водоводната мрежа, кој што е всушност проблем со кој што ние штипени се соочуваме и тоа го знаат нашите сограѓани. Веќе подолг период за квалитетот на водата и за загубите на водата кои што ги има во водоводната мрежа. И проект кој што го најавуваме ние штипени со гордост, тоа е реставрација на тврдината Исар. Знаете дека Штип помеѓу граѓаните во Република Македонија се нарекува и градот под Исарот. Тоа е тврдина која што согласно научните истражувања некаде од средниот век ќе има реставрација на самата тврдина и тоа е проект за оваа година, за 2025 година. Веќе е обезбедено конзерваторското решение за градба и ќе се отпочне со реализација и тоа ќе додаде вредност не само во општина Штип. Туристичката карта во Република Македонија ќе биде збогатена со една тврдина од средниот век која што ќе биде реконструирана и се надеваме дека во периодот кој што следи ќе привлече поголем број на туристи во нашата општина. Во однос на предстојните локални избори, пратеникот од третата изборна единица очекува историски најголема победа на ВМРО ДПМН и коалицијата. ВМРО ДПМН како политичка партија веќе започна со процес на избор на кандидати за градоначалници и на можни кандидати за советници по советите во општините. Во една транспарентна постапка започнавме избор на можните кандидати за советници кои што секако ќе произлегуваат од основната клетка, тоа се од местните комитети. Ќе се прават состаноци веќе по сите местни комитети, кои што ќе излезат можни кандидати за советници. Секако се прават анкети и за досегашните градоначалници, кои што се предводени од страна на ВМРО ДПМН. Мислам дека се во овој момент некаде 42 во Република Македонија. И секако се надеваме, и јас сум сигурен, дека бројот на градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН, кои што ќе ги предводат општините во наредните 4 години после локалните избори ќе се зголеми, а секако ќе се зголеми бројот на советници во општинските совети. Еве конкретно во општина Штип сум сигурен дека досегашниот градоначалник, поради неговата работа, поради неговата посветеност и одговорност, тоа го граѓаните гледаат,
дека ќе добие можност сигурно за уште еден мандат во општина Штип, тој е господинот Иван Јорданов, и се надевам дека бројот на советници ќе биде зголемен. Од досегашните 13, со кои што ВМРО ДПМН има мнозинство во советот во општина Штип, ќе биде зголемен минимум со уште еден советник, најмалку 14, а се надевам дека и ќе дојдеме до бројка од 15 советници, од вкупно 23. Победата на ВМРО ДПМН на овие локални избори, секако на ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе биде историски, можеби и најголема победа од плурализмот во Република Македонија за овие 30 години.